Значи, пред се да кажем, трябва да имаме и позитивни размислувания, трябва да има и критики и негативни критики спрема ситуациите. Моментално мораме да кажем дека оваа мерка е позитивна. Значи, кој брзо и експресно владата, после војната 30 дена, излезе за азотните ѓубрива и за дел од биолошките ѓубрива да ги минимализира маржите. Сега, упитање и земјоделците до 31 мај колку ќе бидат од се това искористени кај земјоделците. Пошто залихата кои ја имат сега, одма од 600 денари ја качие на 900, на 1000, на 1100. Значи сега тука баром апелирам до инспекторато да го исконтролира на залихата кои ја имат моментално, за да не дојде земјоделецот да не го усета таа мерка. Пред се треба кај овозниците да влезат, да видат до мерката кога е донесена колку имат направено залиха од ефтини ѓубрива, па сите тие ѓубрива да бидат исконтролирани во понатамошниот процес. Пошто сега знаеме дека за се сака ѓубрење. Значи, дали е во овоштарство, дали е во лозарство, дали е во полиеделство, да не правиме веќе градинарство е активно и ги користи овие ѓубрива. Значи, сега е потребно да бидат инспекторатот на терено поактивни, за да можат тоа да го исконтролират, а земјоделецот мерката да ја осети. Земјоделецот ќе го осети кога сега кога е качена цената, нели, на 900 денари, за 2 дена или за 5 дена се падна цената пак на 700-600 денари. Пошто оваа залиха е одма качена, е набавена на ефтини цени. Тоа да го исконтролира. Ние сега сумнеме дека залихата ќе ни ја продават со поголеми цени, а на крајта ние нема да го усетиме оној бенефит кој државата го донесе пред 2 дена 3.